Почитуван председател на владата, почитуван амбасадоре, почитувани представници на граѓанските организации, ценети партнери од меѓународната заедница, почитувани медиуми, драги пријатели. Ми представува задоволство да го најавам отворањето на вториот поред Национален форум Саем на граѓански организации. Настан кој втора година поред се организира и со сигурност прераснува во клучна платформа за унапредување на диалогот, за јакнување на довербата и продлабочување на партнерството помеѓу владата и граѓанското општество. Нашата заедничка мисија е да градиме поинклузивни политики и да ја потврдиме нашата определба дека развојот е најуспешен кога е резултат на соработка, а не на паралелни процеси. Во периодот кога светот се соочува со брзи промени и сложени општествени процеси, потребата од силни партнерства и отворени институции е исклучително важна. Граѓанските организации се енергија на демократското општество. Го носат гласот на заедниците, внесуваат иновации во јавните политики и представуваат клучен сојузник во градењето на праведни и одговорни институции. Бидејќи сме свесни за тоа, како влада остануваме целосно посветени на принципите на транспарентност, инклузивност и континуирано создавање на простор за системско учење на граѓанскиот сектор во креирањето на реформите што ја движат државата напред. Јас нема повеќе да должам, со особена чест дозволете ми да ги најавам гостите кои денес ќе се обратат со своји пораки и визии пред вас. Најпрво го поканувам да ви се обрати председателот на владата, господин Христијан Мицкоски, чиј ангажман за продлабочување на партнерството со граѓанскиот сектор е суштински дел од владините реформски политики. Председателе, повелете. Почитувани представници на граѓанските организации, почитувани партнери, пријатели, драги соработници, голема чест е денес да зборувам за една од најважните теми за секоја модерна и демократска држава, партнерството помеѓу владата и граѓанското општество. Ниту една влада, колку и да е силна, не може сама да ги носи промените. А ниту едно граѓанско општество, колку и да е развиено, не може да ја исполни својата улога без институции кои се отворени, транспарентни и подготвени за диалог. Токму затоа денес можеме со гордост да кажеме дека Македонија гради зрел, структуриран и одговорен модел на соработка. На 8 јули оваа година, на 90-та седница на владата, ја усвоивме стратегијата за соработка и развој на граѓанското општество со акцијски план 2025-2028. Ова не е документ напишан во кабинет, ова е стратешка рамка создадена низ транспарентен и партиципативен процес. Во незината подготовка активно учествуваа представници на граѓанските организации, беа спроведени консултации преку ЕНЕР, се одржаа 2 јавни расправи, а Советот за соработка со граѓанското општество даде позитивно мислење со кое го потврди нашиот заеднички правец. Визијата е јасна, силен, независен, професионален и одржлив граѓански сектор кој е вистински партнер во креирањето и реализацијата на државните политики. Сектор кој засилува демократијата, ги штити правата на граѓаните, ја следи работата на институциите и помага да се затвори јазот меѓу институциите и народот. Стратегијата почива на 3 носечки принципи. Прво, инклузивност и партиципативно планирање, затоа што политиките мора да се градат со оние кои секојдневно работат на терен. Второ, сигурност и одговорност, затоа што граѓанскиот сектор мора да има стабилна правна рамка и јасни правила на игра. И трето, отвореност и транспарентност, затоа што само отворена држава може да воспостави доверба и еднаквост пред законот. Усвојувањето на оваа стратегија значи подобра правна рамка, поголеми механизми за учество, повисока финансиска одржливост и посилни демократски стандарди. Предвидуваме формирање гарантен фонд, нов инструмент кој ќе им овозможи на граѓанските организации полесно да обезбедуваат кофинансирање за европски и меѓународни фондови како ИПА, Хоризонт Европа, Инвест ЕУ, Дигитал Европа и други. Со ова го отвараме патот за побројни, посериозни и поквалитетни проекти. Особено важно е и
заживувањето на Советот за соработка меѓу владата и граѓанското општество, повремени консултации, го оптимизиравме неговиот состав, воведовме заменици за поголема ефикасност и ја засиливме обврската за транспарентност. Со конститутивната седница на 7 април го прекинавме 3-годишниот бојкот и денес Советот функционира активно. Досега се одржаа 5 седници, сите материјали и записници се јавно објавени. Советот веќе номинираше 13 представници на граѓанскиот сектор во советодавни и работни тела на владата, што представува реално суштинско влијание на секторот во изработката на политиките. Паралелно работиме и на нов закон за здруженија и фондации, современ европски, функционален, создаден во партнерство со секторот. Работната група, предводена од Министерството за правда, одржа повеќе состаноци, а нашата цел е до крајот на годината текстот да биде објавен на ЕНЕР и доставен до Венецијанската комисија. Ова не е закон на владата, ова е закон што го создаваме заедно со вас. Граѓанските организации веќе учествуваат и во подготовката на програмата за работа на владата за 2026 година. На 15 август опативме јавен повик согласно Кодексот за добри практики и пристигнаа 22 иницијативи од организациите. Со измените на деловникот го продолживме рокот на јавна консултација од 20 на 30 дена, затоа што вистинските политики бараат време, дебата, диалог и аргументи. Почитувани присутни, ова не е само административен процес, ова е промена на политичката култура. Ова е пораката дека државата конечно ги третира граѓанските организации како рамноправни партнери, како фактори што носат развој, стабилност и контрола, а не како странец во политичките процеси. Ви посакувам убав остаток на денот и ви благодарам на присуството. Председателя, благодарам на вашето обраќање. Го повикувам сега да ви се обрати неговата екселенција господин Кристоф Сомер, амбасадорот на Швајцарската конфедерација. Земја која со децении е пример за стабилна демократија и цврст поддржувач на развојот на граѓанското општество кај нас. Амбасадоре, повелете. Ви благодарам. Ваша екселенција, председателя на владата, господине Христијан Мицковски, драги министри, градоначалници, представници на граѓанското општество, на институциите и медиумите, дами и господа. Навистина ми е мило што сум денеска тука на овој важен настан, кој што ги обединува државните институции и граѓанското општество за јакнење на диалогот и партнерството. Повеќе од 2 децении Швајцарија заедно со Северна Македонија работи на полето на доброто владење. Тесно соработуваме со националните партнери во владиниот систем, промовираме реформа во парламентот и во изборниот процес, исто така партиципативни механизми на регионално и локално ниво. Исто така работиме на јакнење на капацитетите и вештините на општините, на родова еднаквост и слично. Работиме на јакнење на транспарентноста, ефикасноста и отчетноста. Во сршта на секоја добро функционална демократија е силно граѓанско општество. Тоа ги поврзува граѓаните со власта за промени што ги водат граѓаните, да им дава глас на тие што не се слушаат и ја следи работата на државните институции, што се однесува до пристапот до и квалитетот на јавните услуги, ефикасна и транспарентна употреба на државните фондови. Швајцарија и Северна Македонија работат со граѓанското општество преку програмата Civica Mobilitas веќе 20 година. Таа остави трага на развојот на државата преку остварувањата на повеќе од 400 организации кои што добија грантови, кои што постигнаа многу позитивни промени преку диалог и соработа со институциите и оние што одлучуваат преку оваа програма. Повеќе од 20 милиони швајцарски франци беа дадени во корист на граѓанските организации за градење на капацитетите и за вмрежување.
целта на се вика мобилитет секогаш била да му овозможи на граѓанското општество да води позитивни промени за да се подобри управувањето со организациите и подлабок ангажман со граѓаните и негување на конструктивен диалог со оние што одлучуваат и институцијата. Крајната цел на овој диалог да се придонесе кон по-транспарентен, поотчетна влада на национално и локално ниво. Сивика мобилитет се игра клучна улога во заштита на граѓанскиот простор, јакнење на гласот на граѓаните и изголемување на нивното учество во носењето на политиките. Ова креира позитивни политики и закони што ги рефлектираат вистинските потреби на граѓаните. Со остварување на ова се зголемува легитимноста на предложените законски акти и довербата во институциите. Со работата со граѓанските организации, јавните власти добиваат експертиза и поврзаност со заедниците. Граѓанските организации произлегуваат од потребите и аспирациите на граѓаните. Тие се извор на иновативни решенија кои што можат да пораснат за подобрување на политиките во различни сектори. Во се фрагментиран и поларизиран свет, тие се важни и можат да играат важна улога за интеграција. Ние сме горди дека преку Сивика мобилитет тие напори придонесоа за значајни остварувања во заштита на човековите права, заштита на животната средина и јавното здравје, промовирање на инклузија и поддршка на ранливите заедници, борба против корупцијата. Швајцарија се вклучува, работи со граѓанската организација и преку други програми за например, соработката меѓу собранието и граѓанското општество на општинско ниво. Поддржавме формирање на форуми во заедницата што им овозможува на граѓанските организации и граѓаните да учествуваат во носењето на одлуки во општината. Во животната средина работиме со граѓанското општество за зголемување на свеста за биоразновидноста и одржливиот управување со ресурсите. Довербата и соработката се поврзани, како што граѓанските организации бараат транспарентност и отчетност од државните институции, тие исто така тоа треба да го прават во своите организации. Во таа смисла, усвојувањето на кодексот на однесување развиен со помош на Сивика мобилитет донесе разлики. Исто така, обезбедување на предвидливо финансирање за граѓанските организации ќе е клучен елемент за подобрување на довербата и соработката во граѓанското општество, при тоа обезбедувајќи независност. Среќни сме што дознавме дека по Националниот форум од 24 година владата има преземено позитивни чекори. Се обнови Советот за соработка со граѓанското општество и беше усвоена нова стратегија со соработка и поддршка на граѓанското општество, што се важен развој на настаните што го поздравуваме. Сакам да се заблагодарам на премиерот и на министрите за добрата соработка и за организирањето на овој настан. Сакам да се заблагодарам на тимот на Сивика мобилитет и на сите вас за вашата заложба и напор. И едва чекам да ја чујам плодната дискусија. Швајцарија и понатаму ќе поддржува демократијата и граѓанското општество и начелото на учество, вклученост и транспарентност да се почитуваат во сите наши активности. Ви благодарам, амбасадора. И конечно, како последен говорник, но не и помалку важен, го повикувам господинот Александар Кржаловски, извршниот директор на МЦМС, една од организациите во граѓанскиот сектор која континуирано подставува стандарди за транспарентност, учество и општествена одговорност. Повелете. Благодарам и пред да почнеме на техничка информација за колегите во холот, дека има пренос во другите сали од ова заради малиот капацитет на салата, па слободно може да се упатите таму за проследување на ова отворање на денешниот настан. Почитуван председател на владата Христијан Мицковски, почитуван амбасадор на Швајцарската конфедерација Кристоф Зомер, почитувани министри, генерален секретар, директори, градоначалници и државни службеници, почитувани колеги од граѓанскиот сектор.
Го поздравувам вашето присуство и учество на овој форум и саем на граѓански организации истовремено, посветен на соработката на владата и граѓанските организации или во поширока смисла државните институции и поширокото граѓанско општество, во кое спајаат и верски заедници, синдикати, организации на работодавачи, комори и слично, па у најшироката дефиниција и самите политички партии, бидејќи се тие здруженија на граѓани. Драго ми е што оваа година заеднички со владата повторно го организираме овој настан со идеја тој да прерасне во традиционална годишна средба или собир на кој ќе го констатираме напредокот од изминатата година и ќе ги утврдиме следните заеднички предизвици. И благодарим и на владата на Швајцарија и амбасадата во Македонија за досегашната долгогодишна поддршка на државата, а особено за оваа дневна програма Civica Mobilitas, која наближува до својата 20 годишница до година, а веќе надмина поддршка од 20 милиони франци, во кој најголем дел директно финансирање за граѓанските организации во повеќе од 16 милиони евра, и таа е огромна поддршка за самите граѓански организации во државата. Програмата ја водиме ние од МЦМС во соработка со НИРАС од Данска, чии колеги се тука присутни, и ФЦГ од Шведска. Во овие неколку минути ќе се надоврзам на она што го зборуваше амбасадорот за довербата и соработката, го спомена и премиерот, а на крај малку ќе кажам и за постигнувањата на грантистите, иако главниот дел е во холот, каде што во изложбениот дел се представени нивните резултати. Во однос на довербата нема да зборувам филозофски, иако е таа основен фактор на цивилизацијата и напредокот на човештвото, но секако треба да се подсетуваме на тоа дека успешните држави и општества со повисоко ниво на доверба се практично поуспешни во сите области на своето делување и покажуваат поголем напредок. Ке зборам од аспект на бројките, бидејќи сум електроинженер, и по телевизија се појавам на коментирам анкети и бројки, и сакам да се осврнам повеќе на тоа, на попрактичните работи, за рекордните нивоа на недоверба во државата. МЦМС го мери тоа веќе 20 на години и сите сме свесни дека најреален тест за доверба се изборите и таму најточно се покажува довербата, и во таа смисла ова владеачка коалиција во изминатата година, односно неодамна на изборите, ја потврди довербата што ја доби минатата година, што овозможува да се направат длабоки и темелни реформи, за кои и ние исто така се залагаме во голема мерка. Веќе општо познато се процентите за правосудството, иако да бидеме коректни, едноцифрените бројки што 2,8% за судството и обвинителството респективно е само за целосна доверба, но иако се додадат и делумна доверба, пак се на дното со 13 и 22% респективно. И владата и државните институции до лани не беа многу подобри во ова мерење и историски се движат меѓу 20 и 35%. Оваа влада, како и на изборите, и на анкетиве почна да расте повеќе од тоа, но сепак и некои од институциите исто покажуваат пораст, но сето тоа е се уште под 50%, а во голем дел случаи 40%, така да и натаму треба да се поправи. Не сме многу зафалени ние од граѓанскиот сектор, иако општата доверба во граѓанското општество во целина е добра, 49%, тоа главно се должи на црквите и верските заедници, кои година имат 70% доверба, а секогаш имаат над 60%. Така да, она што кај нас во граѓанските организации се случува е опадната доверба за 10% поени од воланското мерење во однос на претходните 2 години, од 48 на 38. Уште, да речеме, не е алармантно, но секако е загрижувачка тенденција. Дел од причините за падот на довербата во граѓанските организации според тоа истражување е распространетоста на некои деценијски веќе стереотипи за НВО како странски платеници, како пералници на пари и како во служба на партиите. И натаму со овие доминантни перцепции, па време е да се запознаеме подобро меѓусебно, владата и граѓанските организации, да се обидеме ги надминеме овие стереотипи. Впрочем, сите се организираме за подобро на државата, за иста цел, развој и напредок на државата.
Тоа ме води во втората тема за соработката, која е водачка тема на овој форум и саем. Минатата година на форумот, 15 ноември го одржавме, најмногу зборувавме за 3 централни прашања или очекувања. Прво е да се обнови Советот за соработка, второ да се донесе нова стратегија и трето да се формира државното финансирање. Веќе слушнавме во двата претходни говора и од премиерот и амбасадорот се истакна обновувањето на Советот за соработка и донесувањето на новата стратегија, што е секако за поздравување. Советот веќе работи поинтензивно од тоа што е планирано и само што одржа седница пред малку во рамките на овој форум, каде што беше присутен и генералниот секретар, токму во функција на подобрување на таа соработка. Честитки за стратегијата која е донесена во инклузивен процес. Само докажам дека ова половина препишана од претходната, бидејќи таа се спроведе само 33% до лани некое време, па да не остане и следнава, односно ова што сега се донесе на тоа ниво, да се радуваме на удвојување на напорите, а не на целосно спроведување. Но да не бидам неблагодарен и циничен, една реклама вика 2 од 3 полна капа. Така да сметам дека треба да се оддадеме признание едни на други за ова што се направи изминатава година и она што останува за следната е фокус на токму на ова со државното финансирање, реформа. Прво да се разбереме дали броим исти работи, пошто уште ни се разликуваат бајаги извештаите, да го стабилизираме тоа. Потоа да се направи транспарентен систем за распределба и во рамките на можностите да се предвиди градуелно зголемување на буџетот за организациите во следните години, не е за очекување за следнава, но да се стави во некој процес. Не би да не одземам премногу од времето. Во овој дел за соработка само ќе истакнам еден пример што го е базиран на еден коментар од премиерот од минатата година за каде го правевме минатиот настан и поведени од тоа се организиравме година да биде во државна институција, а да токму заради тоа да биде и поевтино и по ресурсите поефикасно искористени и да се демонстрира соработката на владата и граѓанските организации, така да затоа сме тука и мислам дека добро изгледа, а секако е најмалце двојно поевтино од лани. Има други такви примери за користење на државните објекти, например Полио Плюс и Меѓаши со години веќе имаат простории на 30 годишни договори кои се државни, во државна собственост. Лани на иницијатива на една организација владата започна процес на попис на државниот имот и се надевам во тој процес ќе се види каде е рационално да некој дел од тие објекти се дадат на користење на граѓанските организации. Ја тука го споменувам домот на Арама неколку пати, но секогаш ме враќаат дека само што не е реновиран, еве 6-та година стои така, па да видиме до година што може да направиме врска со тоа. На крај би се задржал и малку на постигнувањата, иако пак ќе речам поголемиот дел е во холот. Ние во МЦМС од самите негови почетоци, од времето на директорот Сашо Клековски, бевме советувани од нашите тогашни партнери, главно од холандјани беа и калвинисти, советите беа да не се фалиме многу. Резултатите сами ќе зборуваат за тоа што го правиме, па затоа и овој дел ќе биде најкраток. Низ годините на Цивика Мобилитас и пошироко граѓанските организации продуцираа многу и придонесоа за подобро разбирање на некои работи, за подобри анализи на одредени прашања и пред се за истакнување на потребите и проблемите на нивните целни групи, односно граѓаните, за да предложат решение како тие да се решат. Дел од тие работи се представени во изложбениот дел кој ќе го гледате во холот, каде што има над 100 организации и 34 се представени со така наречената дигитална изложба. Додека за нивните постигнувања во изминатите години, не само во последната. Има и панел сесии паралелно на кои ве повикуваме уште 5 во продолжение да видите кои се актуелните проблеми во тие области, здравството е пред нас, дигитализацијата, локалната самоуправа и слично. На крај, веруваме и самите ќе се согласите дека и владата и граѓанските организации се потребни еден друг, бидејќи само преку вистинска соработка општеството може да се движи кон траен просперитет. И пред да го затворам овој дел на отварањето, како што правиме со преговорите, ги отвараме и ги затвараме,
да се заблагодарам на целиот тим на Цивика Мобилитас и на сите колеги од МЦМС, како и грантистите кои учествуваат во подготовката на овој настан, како и на Генералниот секретаријат на владата, заедно со Оделението за соработка и особено Сања Савовска, секретаријатот, кој е голем дел од работава за организација на форумот изврши. Ви благодарам, ви посакувам убав ден, посетете изложбата околу и се разбира панелите кои следат и верувам во подобрување на соработката во следна година. Благодарам.